Добро утро, луѓе, и добро дојавте во новиот влогмас. Сега станав, ќе се спремиме и ќе одиме на факултет. Денеска има сега часови и после од 1, така да чуваме сега да спремиме тачната, лаптопот, да узима едно друго, да се облече и терам на факс. Луѓе, се спремив, заминав на факултет, посата е на место, така да ćemo сега да ги одржиме часовите и после тоа одиме на кафе и после тоа пак одиме на предавања и се враќаме после за Кичево. Така биде тоа сега за сега. Ја се вратив соба сега, ми завршија првиот дел од часовите, сега ќе седниме да го измонтираме влогот од вчера и после тоа во 12:30 одиме на кафе, после тоа одиме пак на факс и тоа е тоа. Да се измонтира сега влогот, зашто вечерва се враќа и нема да го стигне да го измонтира, така да сега на брзина ќе го смонтира. Немат многу контент во вчерашниот влог, така да малце глата ме боли, ама ќе помините. Едитот заврши до 18 минути експорт денешниот влог што ќе излезите шет. Од почетокот на влогмасов не бев не испод 10 минути, ама вчера таков ден беше кај што имав доста работа за работење со апликацијата, едитирав, аплодирав некои фајлови што требаше да се аплодираат, така да доста работа имав што немав да ги покажа. Не дека немав да покажа кај што кодира апликацијата, ама едноставно досадно и не знаев ни дали да го пуштат тоа да гледате кај што кодира и се нервира кај што не работат работите. Така да стигнав до еден степен кај што го имаме ова сега, ама проблемот е што кога ќе проба да ја конектира датабазата, нешто ми барат Android Studio, оствари Android SDK го фейлат и немој да го најд во компјутеров. Го инсталирав и GitHub, го инсталирав и Android Studio и све инсталирав, ама џабе зашто го барат да е во C, а мене C ми е полни, има уште 15 гига фри. И тоа е проблемот и не знам како ќе го среда тоа. Ќе треба некако да направа да се да се ослободи меморија, да се испразни C што треба да направи, да направа во VS Code да го барат фајлов во она. Да го барат во не во C, во D. Зашто таму има поќе место, таму се програми и таму треба да го барат. И сега, ја најдов една скрипта што ми ја даде ChatGPT и ја пушта и као successfully specified path, ама џабе таму кој ќе го раниш, например, Expo Start Router или Expo Run Android, тој директно го оид во C и директно таму го барат нешто. Сега не знам како да го среда тоа, ја мисля ќе го среда, ќе се среди, ќе се дотерат, ама ќе треба малце поќе да седна и да се остава на нешто за да ги конектира датабазата со апликацијата. Другото све све е направено до делот кај што треба на page of од Scriptstorm да го интегрира Scriptstorm. Ако не,
денес како ќе појда дома, не зна колку ќе има сила искрено, дека со возење, со патот, со Цабајле на факултет, не зна колку ќе има сила. Ама ако има енергија да го заврши тоа, денеска да проба да го интегрира Scriptstorm во апликацијава, да работи, да е функционален, да се покажи таму, да се направи кој што треба, тој дел да го направи, па после ќе се префрлиме пак на датабаза интеграција. Зашто мене датабаза фактички не ми треба, ама и ми треба. Зошто? Зашто прво ќе треба логин, authentication да се направи, и од кој ќе појде на логинов, тога треба да поиш, ќе те однеси на друга страница, поточно на чекаутот воопшто ќе го зема, и сега на чекаутов ти ќе треба да платиш за да можеш да го користиш Scriptstorm. Во друг случај, ако не си логиран на апликацијава, не можеш да влезеш на самава апликација да го користиш Scriptstorm. Така да ќе видат тоа, најверојатно ќе го направи прво, па после тоа со authentication ќе ги поврза страниците, да се готови сите страници и да среда колор, зашто кој што ви покажав тоа не изгледат на ништо, зашто е темплейт кој го работиме од React Native курсот, и сега треба да си го кастомизираме сами за себе. И бои, и такви работи, така да ќе направиме некој јак дизајн за Scriptstorm. Нешто ќе биде црвено со црно дизајн и црвено со бело, зашто има тие лајти, така, не знам, лајт, не знам дали ќе имат, преби црна позадина да имат цело време, така да ќе видиме што е, како е, и ќе ја креираме, ќе поврзиме тие APIs, сега нека се експортни влогов, колку е сад, уште малце чуеме на кафе и луѓе са бајле, значи беше облачно, никакво времево, сега сонце пука. Ја види. Што кажу и вчера во влогот дека времево е заебано, то не знам, многу е чудно време во Охрид. Живи се. Ама е и убаво. Да имаш езеро, да шеташ покрај езеро и такви работи. Така да уживајте во гледката на Охридското езеро. Завршив на факс. Сега име соба да се спрема за дома, да спакува сите работи што треба да се спакуваат и тераме дома. Да окла телефонот малце да се наполни, 8% батерија има. Луѓе, јас се спремив и сега тераме за дома, така да кој ќе појде дома, ќе ви се јава, и дома имаме доста задачи, доста работи, треба да отфата меморија за да може да направи уште проекти, така да ќе видиме што е проблемот, зашто некако ми се полне многу C дискот, а сите, оние како се викаат, сите програмс се во програм во посебна партиција. И не знам што се дешава, зашто само уште 15 гигабајт има фри на C дискот. Така да тоа ќе треба да се среди и некои some other stuffs. Луѓе, стигнав дома, сега да го клада се аплодират влогот и ќе јада. Ќе се распакува, ќе се среда малце и ќе видиме што ќе правиме друго вечер во влогот. Треба да се спремат некои работи, така да нема што да кажа сега искрено, зашто се брза да го да влогов и ми се јадат многу со гладен. Така да ајде да го аплодам влогот, после ќе се видиме.